имајќи предвид дека станува збор на вистина за надзорни или независни тела, агенции, комисии, институции, мислам дека не смееше ова да се дозволи. Уште помалку што некои немаат веќе директор или значи се овој проблем тлее повеќе години, до 2 години, така што мислам дека како што се наоѓа компромис за многу други работи, прво требаше да се најде компромис за овие прашања, ако има искрен пристап и од власта и од опозицијата. Конкретно за Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, секако дека овие неименувања или непополнувања на овие важни институции ќе се одрази негативно, односно ќе биде нотирано како проблем во извештајот на Европската комисија, но уште поважно е што ние како граѓани не можеме да оствариме дел од нашите граѓански права, човекови права и уставно загарантирани права. Правото на информирање е уставно право, се става во корпусот и на човекови права, така што немањето на комисија повеќе од 2 години мислам дека е недопустиво по повеќе основи. Прво, одамна укажувавме дека проблемот како што ќе се одложува неговото решавање, така и ќе се продлабочува. Во право сте дека е многу комплицирана состојбата. Комисијата не функционира, таа до 30 ноември, значи стариот закон важи, потоа треба да почне новиот закон, меѓутоа фино е напишано во законот дека пак агенцијата, која што треба да ја замени комисијата, почнува со работа со именување на директорот. А тоа значи тогаш да се воспостави целата агенција, целата таа трансформација, односно новата институција. Сето тоа е по знак на прашање. Имаме уште 18 дена да се случи, не се случи 2 години, не гледам како ќе се случи и во следните 18 дена. Понатаму, освен граѓаните, многу е битно дека со правото на слободен пристап, како алатка го користите новинарите и ние од граѓанските организации. Значи, тоа е сериозен инструмент во нашите раце за истражување, за правење на сите тие мониторинзи врз работата на јавната администрација, односно на јавните институции. Сме овозможени и во тој дел. Трето, знаејќи дека нема комисија, односно не функционира комисијата и дека сето ова прашање на жалби е заглавено, значаен дел од институциите не одговараат на испратените барања за слободен пристап. Во нормална година, кога функционирала комисијата, ние како организација која што еден од најголемите баратели на информации во земјава, сме биле во состојба да испратиме околу жалби за околу 10% од испратените барања. Сега тој процент ни се издигна до 30%. Значи за 30% од барањата мораме да доставиме жалби поради молчење на администрацијата, односно институциите, или поради нецелосни одговори. Нормално жалбите не се ефектуираат до крај, бидејќи нема кој да решава по нив. И последно, дека агенцијата замислена како инокосен орган, во која што не директорот, не заменикот, стручните служби ќе одговараат на прашањата, на барањата за остварување на правото на слободен пристап, односно на жалбите, да се деполитизира целосно оваа институција, не може да се оствари ако не се именува директор и ако не профункционира агенцијата. Мислам дека на вистина дури е на ниво на скандал ова што се случува, затоа што реков за многу поневажни прашања, меѓутоа што ги засегаат политичките партии, да не заборавиме како се договорија за финансирањето на партиите и за други прашања, се постигнува консензус за избор на овие регулаторни тела, институции, кои што треба да се на крајот, колку да звучи тоа како фраза, да се чувари на јавното кесе, секој на свој начин, не може да се најде тој заеднички договор и заеднички јазик. Затоа мислам дека одговорноста е кај сите чинители во политичкиот систем, значи тука подеднакво ги ставам и власта и партнерите во власта и опозицијата.